Почитувани студенти, значи и службено почнуваме со втората сесија во рамки на школата за јавни политики Мајка Тереза. Најпрво да ми се заблагодарам за вашето присуство, да им се заблагодарам на сите предавачи кои што ќе споделат нови знаења, искуства, гледишта на одредени јавни политики. Пред се да се заблагодарам на пионерката, што се однесува до кршењето ледот или првата она која што ќе не воведе во тој сплет на јавни политики. Тоа е Весна Поповска. Весна Поповска е дел од алумните на школата, истакнат надворешно соработник на Центарот за истражување и креирање политики на школата за јавни политики Мајка Тереза. Законот и не даваат подетална анализа. И токму тука се јавува нашиот проблем, значи као универзитети која работиме, еден го решава на еден начин, друг на друг, трет на трет. Доаѓа инспектор кој нема врска со конкретна работа, што инспекторите образование се на пример од различни области. Некој бил професор по географија, некој по историја, некој бил правник, некој не бил. И онда ние навлегуваме во сериозен проблем на толкување. Особено што пречистените врези, како што кажав, малце касно. Нашиот контекст, јас секогаш сум на страна на активизмот, затоа ги имам студентските протести, меѓутоа тоа е во принцип веројатно најдобрата работа, што кога ништо се бранува, секогаш е добро. Ја викам дека секогаш за Африканција на крајот е за добро. Меѓутоа, не знам, ќе видиме како тоа ќе заврши. Пак се заклучи целата таа приказка у политиката. И мислам дека доколку процесот за носење на нов закон за измените кои беа предложени беа по-инклузивни, од ова никогаш немаше да дојде. И сега што подразумеваме под по-инклузивни, тоа и пак се враќаме на демократското капацитет на општеството, на институциите како такви. Мора да научиме дека работите треба да ги правиме заедно, дека постои што се вика отворено дадено партнерство, дека може да не се согласуваме ни со другима, дека мора да седеме на маси да работиме заедно, да кажеме и ова е добро ради ова, а ова е добро ради ова. А мислам дека апсолутно политичките елити се тие кои треба да го дадат примерот, затоа што прво кај нас политичката криза не се решава никош институционално, него партиите ги решаваат работите на институциите, што е само погрешно. Мислам дека мора да има институционален пристап и мислам дека беше добра лекција за сите следни влади кои ќе се случат, дека мора да се слушне гласот на заинтересираните групи. Оно што го рековме, конкретната група со конкретниот проблем за конкретната политика. Евалуација и мониторинг. Сметаш, Весна, дека има одмучена лекција? Не знам, не верувам, ама мислам дека ќе биде лекција да се класна влада. Види, од друга страна, законот се повлече. Тоа беше најголемата отстапка што некогаш ова влада ја направила во принцип. А десничарски влади тешко прават отстапки, така директор? Све се снима, не знам. Не се снимаше. Не се снимаше, сега почна да се снима. Странски служби само сега си на мене. Како да е, мислам дека тоа што отстапија е доволна порака. И сега која ќе биде следната имплементација, ќе видиме дали научили или не научиле пораката. Ама како да нас не треба систематски пристап и ни треба промена на менталниот код, а не на фигурите. Ја мислам дека од кога памтам за себе, ние имаме промена не на... Може да се менуваат луѓето, може да се менуваат фигурите, може да имаме 10 министри позади за образование, ама сите било дискотков. Не сите, ајде да ги ставам из кошпа, ама мање више. Не знам дали некој реално работел претходно образование. Дали ја разбира проблематиката како таква? Добро, ова беше чисто прашање. Не, нема проблем, слободно. Давам став, мој личен став е ова, не... Во принцип, со последниот министар Абдулаки Мадини имам многу позитивно искуство, што у принцип не важеше као таков, многу кооперативен за своја работа. И, како да ви кажам, он сака да направи нешто, ама има други посериозни политики, импликации, он има друго разбирање, секој има своја перспектива на нештата. Битно е да ги собирате сите луѓе на едно место. Е школа да го прави тоа, за тоа ја сакам, така. Затоа што не е важно кој каква опција има, политичка, интелектуална, каква општествена позиција, идеолошка, каква религиска позадина има. Важно е дека треба да седнеме на иста маса и знаеме да ги решаваме проблемите, затоа што сите ќе живееме во истото општество. Јас за 10 години сега се гледам во оваа земја. Меѓутоа ја сакам, кога ќе дојде време моите деца ги праќам у школа, да не бидат експериментални глувци и да бидат работиле колку што е можно по средни до тогаш. Приказкава. Евалуацијата и мониторингот се две многу важни работи. Мониторингот е насочен кон самиот процес, евалуацијата е насочена кон резултатите. И тоа ви е битно да запамтите. Евалуацијата може да се врши и на процесот и на влијанието, меѓутоа оно што е важно за јавните политики е евалуацијата на влијанието. Според мене барем во нашиот конкретен случај, затоа што никаде немаме, не знам дали има некој министерство што да ја огрупава. Како? Заради што прашувам? Заради некој што доаѓа од оваа страна, од државни административци. Доцнат.
За тоа Што администрација. значи тоа? За тоа администрација. За накладна Па ги задржане на работа, не дека сами нешто. Не, зборам ми е дека токму тие што су администрација, што се значи било какви владини, не Работа владини Чудно институции, како доаѓа 24/7 треба. мора да се фокусираат на овој дел и мора да го продолжат автоматски одмах хитно сега после на своите шефови што се вика евалуација на јавните политики на влијанието. Зашто како прво така ќе се заштитите и ќе го правите се тоа што го правите. Дема древо, дали е перење пари, дали е јавна еколошка политика, што е? Ние тука се дави еден куп Не бе сакам онака, Злата ти е сакам да смевка, да нема... Ете, гледа. Денеска ролплей или воркшоп, било како god да го крстиме, ќе ни биде интересна активност за да видите како воедина ќе учествувате во некои од тие тела што ќе донесуваат одлуки во било кој облик, на било кој нивој. Ние овој воркшоп го подготвивме заедно со наши бивши студенти во Школата за јавни политики, кои покасно ги вклучивме и во регионалната академија за демократија. Иначе они се од четвртата беше генерација на мајка Тереза и третата генерација на регионалната академија за демократија. Од левата моја страна е Петар Шапе, дипломиран економист, Магистар. и магистар на економски науки, кој беше извршен секретар во НСДП, генерален секретар и моментално е член на извршниот совет на партијата. Моментално е вработен во АД Витаминка во одделението во Скопје, во представништвото. А од мојата десна страна е нашиот колега Златко Јанковски, кој е екс-председател на Унијата на млади сини на подпредседател на партијата ВМРО-ДПМН. Златко исто наш значи колега кој го има основано институтот Павел Шатев, а моментално е вработен во секретаријатот за европски прашања. Јас ќе им ја предадам улогата понатаму на водење на овој настан, они да го организира, со тоа што прв ќе почне Петар Шапе. Шапе, подели. Добро утро и добар ден на сите. Се надевам, гледам вака, синоќа жутката добро било. Поначе можем да видам присутноста на студентите. Се не знам дали случајно или не, внесенати од левата и десната. Тоа сега јас да прашам, Да, ајде. Меѓутоа, секогаш, кај Миле, имајќи пред искуството, изминато ништо не е случајно, така да и ова сесија. Пред се сакам да се заблагодарам на Школата за политика, јавни политики, креирани на мајка Тереза, што еве ни даде можноста и ние да бидеме дел од оваа генерација, меѓутоа малку во променети улоги, малку од другата страна, како предавачи, да го споделиме она артикулирано искуство кој што сме го добиле додека ние бевме студенти како вас. А во иднина верувам дека од вас има потенцијал и некој од вас ќе биде дел и предавачи во наредните генерации на школата. Да почнеме со вежбата. Кога ја разгледувавме можноста за овој семинар, со Златко ја изработивме оваа вежба во која што вие како студенти треба да имате главната улога во општеството на една држава. Држава која овдека е замислена и се вика Малбосеко. Тоа практично е држава составена од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово. Од сите земји во регионот. Од сите земји во регионот, од на Западен Балкан, кој што во материјалите се надевам кои што ги добивте пред 2 дена чинам,
Се надевам дека ги прочитавте и така малце фрливте по некој око за да знаете што отприка ќе се однесува во ова вежба. Главната цел е не тука како политичари да зафаќаме страни и да застанеме во ровови, туку напротив е да донесеме одлуки и компромиси кога се работи за повисоки цели, а тоа е целите на државата. Ова вежба има цел да ги види вашите, да речем, преговарачки способности, вашите вештини на преговарање, начинот на кој тоа го правите и како знаете да го артикулирате сето тоа во заеднички договор, во доаѓање до повисоки цели, па тоа е интерес на државата и интеграциите. Во материјалите кои што ги добијавте, наведен е извештајот за прогрес на овие држави од Западен Балкан и во тој извештај за прогрес се наведени сите точки кои што овие држави ги имаат постигнато во изминатата година, значи сите позитивни и негативни точки кои што вие ќе треба да ги градите вашите ставови. Од вас ќе бидат поделени во 3 групи, во кои што едната е влада, кој што ќе има по еден официјален излагач, влада ќе има премиерот, собранието и невладиниот сектор. А бизнес секторот? Бизнес секторот ќе биде вклучен во професионалните Во владиниот сектор. Со невладиниот сектор. Еден треба да биде официјален, кој ќе треба излагач, и што е многу битно, треба да има еден неофицијален, кој што во моментот, во текот на разговорите, ќе има можност да оди од една страна до друга и да... Сончогледо, значи. Практично тој ми рекол што може да прекршува работата. Јас ќе морам тука да завршам, затоа што Злати има една по-детална улога да ви објасни во кои рамки можете да се движите во текот на оваа игра и секако дека можете да ја употребувате вашата имагинација во преговорите и во разговорите, но секако не заборавите дека главната цел да биде постигнување на заедничка повисока цел и постигнување на компромис, а на крајот кога ќе ги имате вашите излагања, јас и Злати ќе направиме една евалуација што сте можели да и колку добро сте ја сработиле оваа вежба. Во разговорите и во текот на вежбата можете слободно да прашувате ако нешто не е јасно и така натаму, ќе стоиме на располагање. Јас тука би застанал и потешкиот дел му го препуштам на мојот колега Златко Јанковски, кој ќе ви објасни подетално цела игра. Благодарам. Благодарам, Петр. Здраво на сите, јас сум Златко Јанковски, како што ме представи Миле. Дел сум од школата за јавни политики од Регионалната академија за демократија, која што за жал беше последна генерација оваа година. Сакам да се заблагодарам на можноста што ми ја дадоа за вака малце да си поиграме во Охрид. Штета што не може да останеме цел викенд со вас, меѓутоа може ќе има некоја наредна прилика. Кога се однесува за игри според сценарио, постојат различни методи, модалитети и начини на кои што тие се изведуваат во теоријата. Ние одбравме еден хибрид практично кој што измислен само за потребите на школата за јавни политики Мајка Тереза, затоа што така сметавме да биде најпрактично да го направиме. Како подготвителни материјали ги добивте, не сакам да седам многу рано се бавам. Како подготвителен материјал ги добивте стратегијата за проширување на Европска унија, која што е вистинската земена од вистинскиот живот, и го добивте извештајот за напредокот, односно некој негов сублимат на една измислена виртуелна држава која што треба да ги представува регионалните проблеми кои што ги имаме во Западен Балкан, да речеме, без да се преюдицира некоја определена држава. Значи, измислена виртуелна е државата Малбосеко, подсетува на сите држави помалку, меѓутоа нема никаква допирна точка со Македонија, само туку со целиот регион. Затоа што сакаме да видиме како може најблиску да ги представиме проблемите, односно да видиме како луѓето кои што се вклучени, да речеме, во
креирањето на јавните политики или кои што сакаат да се занимаваат со креирање на јавни политики, како би се снашле во таа функција. Сите вие, може би дел од вас сте дел од некаков процес на донесување одлуки, меѓутоа верувам дека сите вие знаете по теорија и по дефиниција како изгледа еден процес на донесување на одлуки и денеска ќе имате можност практично тоа да го направите. Токму затоа да се почнуваат малку посечени. Комисијата ние барам како нашиот напред за да создадеме некој механизам. И сега мислам дека треба да размислиме кои се тие институционални механизми кои ги побараме. Зашто институционални механизми широко пошто и комисија за навремено доставување за надзор на институциите и следни институциите за законите е окей као чекам главно, сама кои се тие институционални механизми кои би вратиле опозицијата на Медијатор. Ама медијатор е вон. Овие ќе владаат што 9 со ваква опозиција. Кај ни себе ни каснат. Што да ви кажам, не Гледа сте колку одговорни се- како парламентот се, тоа е. Професионални во Значи, своите. да го кажете сега... Владата да не е на родчоу. Дечки, Покасни. треба предложиме нека из ова. Сега вака, сега не би седеле како што седиме, него би се поделиле блоковски. Значи парламентот, како сега да лева десно све истефатите на позиција. Не проблем како ќе кажа да ви Не може на средина како ги седат другите? Не, вака трасидим. Од една страна. Значи, Па ајде тесно, да најдобро. се премести. Од твоја десна или од друга десна? Ова е десно. Е, сега си да станав на е. Не знам, се побестрија се тука, пошто не Граѓанството е тука. Ей, многу добра слика. Е, граѓанство. Тоа со мала ние сајмо Многу добра слика. Не, па како? Најака. Дај да видам. Јас? Да со законодавниот дом имаме повик како влада до опозиционите партии да се вратат во собранието, да не го бойкотираат парламентот, за да може оваа држава да чекори кон Тоа ми дадеме свој допринос во ова денешно ваше што ти пишуваш? Вашата денешна седница, вашата денешна седница на Националниот совет за Што би нашол забелешка е дека да речеме можеби на кафе пауза да неформалните преговарачи требаше малку подобро да испреговараат вака помеѓу себе за да нема. На кафе паузата ние преговаравме Со кого? преку делени со владата и со законодавното тело. И многу интересно е како да, собранието. И они некако како секој дот на разговара како да ништо не слушале. Па не, зошто не ги повикаме? И они тоа исто Значи неуспешни ви се преговорите. Значи сте разговарале со луѓе кои немаат моќ. Зошто не го спочитувате вашиот кажам Во тие тела. Никаде да ги повикате. да управа го забравивме дека ни 36 индикатори, односно 36 бода, на 35 индикатори, значи некој индикатор го бодувавме со 2 бода, додека останатите со 1 или доколку се работи за интерпретативен индикатор, не носеше бодови, него ни помагаше подобро да ги разбереме механизмите со кои се механизмите со кои комуницираат видот на институциите. Значи можете да видите 30 индикатори во првата категорија, 3 индикатори не се подуваат и така натаму. Да не ве задржувам на овој слайд. Значи резултатите од истражувањето беа такви што покажаа дека просекот за сите институции изнесува 30% од максималниот број на бодови. Резултатите на институциите се дадени во проценти, како што можете да видите, затоа што во наредниот циклус на истражување оставивме простор да некои од индикаторите ги сменеме или додадеме нови, во зависност од развивањето на ситуацијата и она што сметаме дека е битно за периодот во кој што истражуваме. Па така, имајќи го процентот на остварени бодови од вкупниот број на бодови, би ни помогнало да ги компарираме, да ги споредиме резултатите од еден истражувачки циклус со друг истражувачки циклус.
Значи, просечно најдобри резултати има остварено Собранието на Република Македонија со 40% од вкупниот број на бодови, а најслаб резултат имаат остварено Министерството со 23% на исполнетост на индикаторите. Значи, овие два... Во Македонската бюро за статистика се евидентирани само 600 милиони. Значи, фалат околу 200 милиони евра. Сега вас ке ве прашам, зашто мислите дека фалат? Не се евидентирани. Океј, зашто? Или како? Како би пробал ти да избегнеш царина, да речем? Преку Не шверц. ти, било кој, не Преку шверц. Добро, шверц може, океј. Подигнување можеби на цената на суров. Фејсбук имате конкретна приказна за даноците што ги имаат платено во 2014 година. Значи, со глобални приходи мислам дека околу 3 милиарди долари, они имаат платено неколку милиони евра. Даноци, корпоративни даноци. Значи, милиарди долари, 3 милиарди долари приходи, имаат платено даноци од околу неколку милиони евра. Това се само за една година. А Starbucks, истиот случај, во 10 години работени, со приходи мислам дека се околу 10 милиарди евра или долари беа, имаат платено само неколку 10 милиони, извинете. Тоа, 10 милиони. Значи, дали државите го спонзорираат тоа, не би рекол. Туку има нели оние мерки кои што ги преземаат фирмите кои што се комплетно легални, барање дупки во самите закони. Не може ни да се сметат како сметководствени трикови, да речеме. После имаат оние што се во сива зона, не сме сигурни дали се легални или нелегални. И тука веќе треба да има доказ реален од државата за да може да ги тужите. И после ги имаат оние апсолутно нелегални кои што се тешко да се проучат и докажат. Црна економија. Сега дали замижуваат, можно, не викам не. Инаку само рачунајте дека ние функционираме не во вакуум, Македонија не е вакуум, па да може сама да носи проблеме што имаме, како што кажа Цеков, ситуација на конкуренција. Секоја држава пробува својата економија да ја зголеми и така натаму и ќе понуди подобри услови од другиот. И сега дека го имаме овој поттик, пак ставам, знаете, го кревам тонот намерно на тоа, ако имаме поттик за заработка поради тоа што некаде имаме подобри услови, секогаш ќе има криење на даноци, тоа е тоа. Значи, ако имате корпоративен данок и се сложиме сите 185 држави, речеме, окей, од утре 10% плаќаме сите, тогаш веќе тешко ќе биде, зашто не е важно. Каде и да ги вртиме, тоа е тоа. Велите дека треба да има хармонизација на даноците? Ја викам дека е возможно да се сузбие даночната евазија на значително ниво, само ако е тоа истото спротивно. Мислам, ќе се направи, но кој после ќе ја контролира државата дека може до крај, да кажеме, до бесконечно да ги зголеми даноците, ако има таква хармонизација. И ќе се зголеми моќта на државата и ќе се зголеми одеднаш ризикот да појава на Стартрек општество, сите одлучуваме една законска рамка има и еден, да речеме, рамен данок 10% на цела територија на светот. Добро, ама тука една држава мислам дека ќе изгуби право, да кажам, да стане по-конкурентна, да кажам, од некоја друга држава. Тоа е секогаш замена до својот суверенитет. Демократија, секоја држава има право да се одреди своите даночни рамки. Ама сакаш демократија или сакаш сите да плаќаме даноци? Зависно. Сега, ниво на согласување со изјавата, ова е нивната перцепција на даночна моралност, која што зборевте. Подобар би бил, ако зборам премногу брзо кажете ме, што може да се изгубам. Ниво на согласување со изјавата, подобро би бил непријавен работник со повисока плата, отколку пријавен работник со пониска плата. За кого подобро? Подобро бил за себе. За испитаниците. Сега, како што можете да забележите, имаше еден интересен, ми се допаѓа таа реченица, вели енергетската ефикасност е најважниот иден извор на енергија. Ако ги забележавте графиците кои одеа долу и горе, ќе забележавте дека до 2030 можеме да ги задржиме сите навики на трошење, односно на користење на нашите автомобили и апарати за домакинство и се она што троши енергија е во полза на нашите потреби, а при тоа да користиме само 16% од вкупното количество на енергија кое што го трошиме сега. При тоа да ги задржиме сите наши потреби на еднакво ниво, а што е уште поважно, особено за македонски услови, да се намали за дури 30% емисијата на CO2. Особено важи за Македонија, имајќи предвид што ни се случува во зимскиот период, но за тоа многу подоцна. Центарот за истражување и креирање политики имаше шансот со помош за поставување. Значи за штедливите светилки. Обично кога се прави инвестиција се прави сека смениме сите светилки, ќе ги ставиме штедливи или LED светилки.
Нема тоа ефект. Ефектот најголем е кога смените онака што најчесто се користи, таа е ходник, дневно. Тоа е тоа. Значи, 2 светолки изгориме, 351, 500 денари инвестицијата. Друго, зашто најчесто луѓето се решаваат да не купуваат такви? Затоа што не им се свиѓа квалитетот на светлината. Да, слабо. Тоа се гледа, ќе видите на самиот картон во келвините. Од 2700 до 3500 келвини е онаа природна светлина што ја добиваме од оние обичните светлини. Значи, ако им давате совет на луѓето, кажувате им го. Значи, барете келвини од 2700 до 3500 за да имате супер светлина. Методите се сигурни, таму се ставиш у ходник и така пише дали мислиш за дали ќе поли светло или ќе. И друга работа, оние кои што не се има си тајмер. оние кои што не се во можност да ги заменат своите прозорци, ништо нема да ве кошта доколку ги губите оние самолепливи кои што верувате, може да ви делуваат како old school или како не толку, меѓутоа имаат огромно влијание во спречувањето на продивот на дворешна самолепливи? Дигиталично страна што се лепат. Страна е самолепливи траки. Решенија кои што ќе обезбедат поквалитетен амбиентален воздух за сите граѓани на Македонија. Значи, било која сфера да ја земете, вие ќе видите дека имате интервентни активности на носителите на јавни функции и во таа ситуација значи може да стане збор за проблем solving, односно конкретно генерирање на мерки и активности со кои што некаква конкретно настаната појава ќе се ублажи. Додека вториот принцип на тој процес на креирање на јавните политики е процесот во фазата на дефинирање на што? Кои се клучните актери вклучени во, значи рековме кој е главниот предлагач на јавните политики? Секој да биде граѓанска општина. Значи, секој може да биде, меѓутоа во суштина еден субјект, значи владата е во основа субјектот кој што е најактивен на полето на генерирање на јавни политики.